Топол чај, млеко, какао, компот, се напитоци со кои се стоплуваат штипјани за време зима. И не само тоа, туку и греана раќе и вино во добро друштво може да биде лек и начин за да се стопли човековото тело. Често именуваните раки како вишновка и ораховка, анкетираните истакнеа дека ги практикуваат речиси секојдневно, или пред добар ручек, или пак пред излегување на прошетка. Да, секако, зимно време за тоа. Чајче, правиме си чајче, лимонче, млака вода со лимонче, цедеме си и другите работи натак што идат. А па и ракичка може, собереме се друштво, па грејанка, па вишновка, па ораховка, Салатка. Салатичка со се што иде со ракијата. А опак компотче? И компот, обавезно. Дујнички, од сливи, од вишни, и варени, и утеглички што си ставаме. Со се сме. Во секој случај е добро да се конзумира. Ептен, те сега, пред да излеземе си земеме тоа што ни следува, што си го правиме ритуал, па си излеземе и кондиција си имаме цел ден. И се пешачите. Нема ден да не сме излезели. Па какао ја пијам. И то чај, компот, супи, да. Летото си бирам по подејата, одам шетам по полето и си земам. Каков липа? Липа има и од се што одеме со жените шетам малку. Дури оганот е разгорен, а фурната топла и спремна за печење. Граѓаните покрај ручекот подготуваат и печена тиква, која како што велате најдобар десерт наместо штетните сладки. Со тиквата на недела обавезно шпорето, ручоко и тиквата. И печена и на парија. И на посладка? Печената секако е посладка. А варената си спрема и луѓето кои што не можат по мекичко што сакат, по сладко и се. А ви спомнати супа дека прават? Да, чорба од тиква. Да, свари се и башканат, натре се додатни морков, па се тоа се изблендира и испадне чорба. А вака стопли ли се? Па у секој случај кондиционо, да, точно. Така е. Полезно е. И од бананите што ви. Да. Па и печена и оваа на парија што е. Инаку ладната зимска атмосфера предизвикува потреба за топлина и удобност. Како што опаѓаат температурите, топлите напитоци стануваат пријатно решение за зимскиот студ. Затоа листата на голем број примамливи топли напитоци се решение, кои не само што штитат од зимскиот студ, туку нудат и бројни здравствени придобивки.